Денеска Стопанската комора на Македонија организира прва регионална конференција на тема медиација и примената на медиацијата во стопанските спорови. Оваа конференција ја организиравме под покровителство и со поддршка на Унијата на германски трговско-индустријски комори, значи Унијата ДИХ и ЦЕФТА проектот, кој што веќе неколку години успешно ги поддржува коморите во активности кои што се за либерализација на економијата и соработка помеѓу бизнис заедниците од овие земји. Меѓутоа, денес имаме представници од повеќе земји, значи и вон ЦЕФТА. Првенствено медиацијата ја поддржуваме и ја афирмираме преку сите активности кои што Стопанската комора и релевантните институции во нашата земја ја прават. Од тука, во јули месец 2016 година формиравме во рамките на комората посебен департмент, Центар за поддршка на медиацијата, односно Асоциација за поддршка на медиацијата, и од тогаш до денес ние како комора имаме направено над 30 бесплатни семинари, првенствено за компаниите, каде што опфативме над 600 представници од бизнис заедницата. Зошто ги правиме овие бесплатни семинари, односно овие промоции? Пред се да кажеме и на компаниите, зошто на компаниите, иако медиацијата е применлива во повеќе сектори, меѓутоа на компаниите, бидејќи коморите по вокација се представници на бизнис заедницата. Сакаме да ја направиме активности за популаризација на медиацијата, бидејќи таа е една ефикасна алатка за алтернативно решавање на споровите. Имаме законска регулатива која што во Република Македонија се применува од 2006 година, значи медиацијата е институционализирана уште од 2006, но последните промени се направени во 2016 година. Со последните промени кои што се во примена од 1 февруари 2016 година на Законот за парнична постапка, компаниите, односно кај стопанските спорови, која што вредност не надминува за парични побарувања од 1 милион денари, првенствено компаниите пред да одат на суд мора задолжително да се обидат спорот да го решат по пат на медиација. Доколку тоа не го направат, судот ќе им ја отфрли тужбата. Па од тука и Стопанската комора е активна во процесот првенствено на запознавање на компаниите со овие законски измени, меѓутоа секако нас подрага ни е промоцијата на доброволната медиација, односно во договорите кај компаниите да си предвидат еден член доколку постои одреден спор, истиот дека ќе можат да го решат по пат на медиација. Денеска, како што напоменав, имаме гости од повеќе комори, тоа се од представниците од Албанија, од Србија и од Црна Гора, од Босна, од Молдова, од Македонија, од Бугарија и од Турција. Исто така имаме представници и од Хрватска, со нас е господинот Стипе Шола, кој што е председател на Центарот за медиација од Хрватска, но предходно да му дадеме збор на господинот Милјазим Мустафа, кој што е државен советник во Министерството за правда, кој што е активен чинител и пред се регулатор за регулирање на рамката на медиација, која што исто така го прави овој дел да биде поприфатлив за компаниите. Важно е да се напомене дека кога ви кажав медиацијата е институционализирана кај нас во 2006, тогаш е донесен првиот закон за медиација и Кралството Холандија има многу помогнато во делот на едукација на првите експерти на полето на медиацијата. Имено и како што знаете, и според статистичките податоци, Кралството Холандија е топ 3 земја во Европа која што ја применува медиацијата. Се надеваме дека и ние во следниот период ќе бидеме една од тие земји кои што барем кај компаниите ќе се користи медиацијата. Ми беше чест денеска да присуствувам како представник на Министерството за правда во оваа конференција. Пред се во мојот воведен збор ја кажав значењето кој има Министерството за правда во правец на промовирање и регулирање на процесот на медиацијата во државата. Република Македонија, како што знаеме сите, ги следи европските текови и тековите на успешните земји во сите сфери, па исто така и во правец на промоција и уредување на медиацијата како алтернативен начин на решавање на судските спорови, на правните спорови. Освен тоа, ја нагласив и значењето на Министерството за правда, која го има во нормативна правната надлежност, пред се во донесување, изменување и дополнување на законот, како и донесување на подзаконските акти и сите други акти кои се потребни за нормално функционирање, успешно функционирање на медиацијата како систем во нашата држава. Исто така и
nadzor kojeg vršime, znači poseben sektor u Ministarstvu za pravda koji se zanimava za nadzor na medijatorite. Освен тоа, значи, го образложивме и процесот за стекнување со лиценца, односно со статус на лиценциран медиатор, следење на обуката која што е предвидена со закон, како и полагање на испитот за лиценциран медиатор. Но се надевам дека ова конференција и заедно и со другите кои што ќе следат, се надевам во блиска иднина, ќе придонесат за промоција на медиацијата и успешните примери кои ќе ги слушаме денес од земјите од регионот кои ќе учествуваат во оваа конференција, можеби ќе дават еден позитивен поттик за понатамошен развој и успешен развој на медиацијата во нашата држава. Ja sam danas jako zadovoljan i sretan što sam na poziv Makedonske gospodarske komore na ovakvoj jednoj konferenciji da podijelim svoje iskustva u radu našeg centra Medijator i da ohrabrim sve one koji se žele baviti medijacijom, a isto tako sve državljane Republike Makedonije koji su u određenoj vrsti spora, konflikta, da te konflikte i sporove pokušaju, odnosno da ih razmotre prvo način na koji će te sporove rješavati, a da prvi od tih načina koji bi mogao biti uzet u obzir bude postupak medijacije. Razmotrite medijaciju kao alternativno rješavanje vaših konflikata i sporova i probajte komunikacijskim vještinama, komunikacijom sa drugom stranom doći do zajedničkog rješenja. U medijaciji nemate sigurno što za izgubiti. Možete samo dobiti i možete poljuljeno povjerenje na neki način povratiti, a sve vaše buduće sporove ćete onda kasnije rješavati na ovakav jedan alternativan način. Inače, u radu našeg centra imamo 75% svih postupaka medijacije riješeno tako što su stranke sklopile određenu nagodbu i izašle iz našeg ureda zadovoljne, dok kad odete na sud, onda gotovo da nijedna od strana kada izađe sa suda ne bude zadovoljna sa sudskom presudom. Stoga neka vaša razmišljanja o načinima rješavanja vaših sporova i vaših konflikata budu u vašim rukama. Šta se ono dobija? Šta dobije građanin medijacijom? Šta više dobije nego ići na sud? Dakle, u medijaciji nemate ništa izgubiti, nešto što bi mogli izgubiti. U medijaciji sami odlučujete o svom sporu u suradnji sa drugom stranom, a u to će vam pomoći educirani, osposobljeni, iskusni medijator koji će vam svojim komunikacijskim vještinama usmjeravati i sa vama zajedno tražiti rješenje. Znači, bez vaše dobre volje, bez vaše suglasnosti nema nikakvog sporazuma. Ne može vam niko nametnuti bilo što na što ne bi sami pristali. Dok u sudskom postupku sud na temelju činjenica i zakonskih odredbi, dokaza koji se pred njega donesu, donosi određeno rješenje na koje vi ne možete utjecati. U medijaciji možete utjecati na rješenje vašeg spora. I to je prednost i to je benefit medijacije.